Здраво, ова е 253-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Домени на Марк Мейлот, во кој станува збор за еден млад пар, Тейлор и Марго, глумени од Николас Холт и Ања Тейлор-Џој, кои заедно со неколку други избраници патуваат на оддалечен остров, кај што се наоѓа еден ексклузивен ресторан, раководен од истакнатиот шеф Словик, глумен од главнокрвниот Ралф Фајнс, кој на елитниот кружок на дегустатори ќе им приреди екстравагантно мени, во кое се кријат неколку изненадувања, оркестрирајќи сервирање на концептуални кулинарски деликатеси кои посетителите никогаш нема да ја заборават. Крволочна е професијата во која врвните готвачи се борат за престижните Мишелин звезди и уште потешко е да ги задржат, но на неколку индивидуалци од нив ништо не им значат признанијата, затоа што тие на храната гледаат како на врвно уметничко достигнување и се обидуваат со секој залак да предизвикаат лавина на емоции кај консументот. Еден од нив е и арогантниот и преценет Словик, кој раководи со овој ресторан во кој само тие со длабоки џебови може да си ја допуштат привилегијата да им ги приготви тој и неговиот култ на посветени готвачи, кулинарските инсталации, кои се дел од концептуалниот мозаик кој го представува оваа елитна вечера. Тој може би си се декларира себе си за сликар, а протеините, витамините и јаглен хидратите се неговите бои, со чија што помош се изразува на платното, односно на белиот чаршаф, деконструирајќи ги препознатливите стереотипи, клишеа и конвенции на оброците, ставајќи свој подпис и фрлајќи нов поглед на интерпретирањето на храната со високи естетски норми. Тука доаѓаме до метафората во која е повиен филмот, па затоа дозволете ми да направиме на слободоволна компарација со филмската индустрија и ликот на Словик го споредам со некој извикан режисер кој се стреми за артистичка перфекција со секое филмско дело кое го проектира пред аудиториумот. Во овој случај тој е составен од еден славен актер кој снима плитки филмови за широките маси и живее од таа слава, потоа потрчковци во голема фирма кои светот го гледаат низ призмата на испраните пари, да не речам опортунистички продуцентчиња. Потоа тука се разбира дека е вообразената критичарка и нејзиниот уредник, кои се презаситени од медиокритетот, а заслепени од незнаење, што бараат влакно во јајцето, односно во овој случај неврзана емулзија помеѓу зејтин и вода, која шефот на одличен начин ќе ја исмее со чиниите преполни со течност која не се распаѓа, подсмевајќи се со незнаењето на критичарката која е пушачка на цигари, која намерно има затворено ресторани со негативни рецензии. Секако дека тука се и еднопроценташите кои гледаат филмови само на филмски фестивали, немаат допир со реалноста и не ни знаат што гледале, но важно е да бидат во избраниците, да бидат видени и секако тука е подлизуркото. Фанот број 1 на режисерот, магарето кое што го идолизира, но затоа ќе биде ставен на тапет да направи тој филм, ако може, односно ќе состави подпростечна порција од туѓи мирудии и стилови на ништо што не личи. И да не го заборавиме обичниот гледач, олицетворение преку ликот на Ања, кому апсолутно ништо не му значат претенциозните деконструкции во делото, кој само сака да се најаде и тоа по можност со брза храна, да не речем блокбастер. Вака би изгледала аналогијата доколку прикажаниот кулинарски свет се преслика врз филмската индустрија или ако повеќе сакате религиозни конотации, ова би биле порциите за 12 апостоли на последната вечера. Шефот е окружен од лојални поданици, не баре се одред на посветени секташи, кои секоја негова наредба покорно и експедитивно ја извршуваат во поделбата на светот на готвачи и јадачи, кај што тие се подготвени да го дадат нивниот живот ако треба, само за да биде по волја на нивниот култ лидер. Со самиот чинител што не им е овозможено на посетителите да си заминат по своја волја од островот, по првото убиство, ќе забележиме дека Мајлот ќе ги потопи своите раце во крвта на жанровскиот филм и започне да се игра со тензијата на исчекувањето со секое ново послужено јадење, кое за некого може да биде и последно, бидејќи како во торчер хорор поджанрот, шефот е запознаен со злоделата на сите избраници, освен со животот на непоканетата замена Марго, но има намера да биде одмазникот кој ќе ги конфронтира
и во исто време им одржи една незаборавна животна лекција на доброволните заробеници. Јадењата, приготвени од француската готвачка со 3 Мишелин звезди Доминик Крен, се варијации на дела од молекуларната гастрономија, поделени на предјадење, главно јадење и десерт, кои своевидно се деконструкции на кулинарскиот норматив, кои повеќе наликуваат на уметнички инсталации, наменети за дегустатори со преценет вкус, отколку на храна за јадење. Нема да навлегувам во подробности што содржат оброците, но овој врвен food porn е поголема гозба за очи отколку за стомак. Иако филмот требаше да го режира Александър Пейн, со Ема Стоун во главните улоги, комбинацијата на Мајлот со Ања Тейлор се покаже дека е добитна. Многумина го квалификуваа овој филм како овогодишен Мидсомар, констатација со која воопшто не се согласувам, затоа што на рамништена визуелна естетика The Menu е далеко од маестралното кадрирање во филмот на Ари Астер, а паралела може да се воспостави исклучиво на ниво на групирање на ликови во пространство од кое не може да се заминат кога ќе посакаат, станувајќи потенцијални жртви, дури сосема е поразличен третманот на протагонистките во филмот. Ако се бара паралела со кулинарските филмски специјалитети, тогаш ненаситноста на Ла Гранд Буфе на Марко Ферери или екстравагантноста на ресторанот со разнообразните гости во формалистичкиот The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover на Питер Гринауеј може да се паралелизираат, или пак ако се служи буржуазијата на кланица, тогаш Буњуел ловиот The Exterminating Angel треба да биде на мени. Ако правиме паралели на рамниште на тематската одредница, односно кулинарството, филмот во еден кадар Boiling Point и ТВ серијата The Bear се подетални екземплари кои сведочат што се случува во кујната пред да биде сервирана храната. Секогаш кога ќе прочитам името на Колин Стетсон во листата на филмски соработници, можам да очекувам дека композиторот ќе сосредочи уникатна оркестрација, кај што ќе најде безброј начини за инкорпорирање на неговиот бас саксофон во етерични композиции, а гудачките свити ќе ги употреби за тенчење на нервите на гледачот, искуство кое го има стекнато од компонирањето на музиката за хорор филмовите Hereditary, Color Out of Space и Texas Chainsaw Massacre, превертирајќи ги свитите наменети за отмените кружоци со авангардни атонални поигрувања помеѓу, како трулеж кој се крие зад фасадата на богатите и представата која ја оддава раководството на ресторанот, чија што потрага по виртуозност одлично е доловена со солата на виолина. Монтажерот на филмовите на Хармони Корин, потоа Quiet Place и The Village, Кристофер Телефсен, многу добро знае како да го пролонгира исчекувањето на гледачите во константната борба на противречните тонови на сатиричните и трагичните агенси, со цел да артикулира конзистентно и избалансирано наративно течение, затоа што многу мало накршнување е доволно за наместо да се приготви саканата стилизација да се добие препечена карикатура. Затоа е деликатен приодот и кон жанровските тропи, кои се ситуирани како зачин за акцентирање на трагикомедијата. За да се долови отмениот простор и да се претвори во своевидна кошмарна заробеничка ќелија, најмен снимателот на кошмарите на Дейвид Линч, односно директорот на фотографија Питер Демирк, кој ги снимаше и продолженијата на Scream, соработува со Сем Раими на една од најзначајните хорор комедии во историјата на филмот Evil Dead 2 и одличниот Drag Me to Hell, така што кога треба крв да падне над префинетиот декор, Петер е човекот кој се најмува да ги сними капките крв. Тој е галантниот визуелен магионичар кој умее да ги демонстрира девијациите на когнитивните дисонанци на еден простор, давајќи негова нова интерпретација и морфирајќи го во онирично пространство, или во случајот на овој филм, од упориштето на тропскиот остров, кадрира безизлезна стапица, играјќи си со особеност во издвојувачкиот фокус на распоредените ликови на масите, искористувајќи ја длабочината во масовните кадри, потопени во океанското синило во кое е кадриран модернистичкиот, но и минималистички продукцијски дизајн и декор. Режисерот Марк Мейлот својата кариера ја има изградена во телевизиски рамки, своевремено станувајќи проминентен режисер на мојата омилена серија Entourage, потоа Shameless, Game of Thrones, Succession. Снима по некоја епизода и од Minority Report, United States of Tara и Amazing Stories, па дури и неговите филмски потфати се непосредно поврзани со телевизиската провениенција, режирајќи го во 2002 година Ali G in the House, во кој ликот глумен Саша Барон Коен се вовлекува во планот за одземање на функцијата на британскиот премиер
Во 2005 година ја снима криминалистичката комедија за потрагата по замрзнатото мртво тело од The Big White, во која глумат Робин Вилијамс, Джовани Рибиси и Холи Хантер, а во 2012 година ја режира романтичната комедија What's Your Number, во која ликот на Ана Фарис се навраќа на врските со 19 мажи со кои што била во потрага по љубовта на нејзиниот живот. Следствено на избраните екземплари од филмографијата на режисерот, која ви истакнав, може да се заклучи дека Мајлот милува да се изрази со помош на началата на комедијата, некој од нив ги конципира околу сатиричните потфати, други ги осмислува ставајќи ги ликовите под закана на нивните животи, меѓутоа која постапка и да ја избере, комедијата е нишката која е основен двигател, кој секогаш ќе најде начин да се протне низ творбата, како во случајот на новиот филм, во кој се исмеваат различните демографии на дегустатори и пресвртот на филмот е ставен на подготовката на чизбургер во елитен ресторан, еден тривиализирачки процес да го потсети готвачот дека е дел од клиентелистичкиот бизнис, кој докажува дека сепак тој треба да готви тоа што ќе му биде нарачано од муштеријата, макар и тоа да е сочен и совршено приготвен блокбастер, брза храна каква што е и самиот филм. Делото не е приготвено да биде посечив вкус, напротив бара гледачи кои ќе може да ја сварат сатирата против еднопроценташите и беглиот конзумеризам, меѓутоа мислам дека е пропуштена шансата да се радикализира филмот, штом се заробени на едно место ликовите кои не сакаат да се погледнат во огледало, па нивниот живот ќе биде послужен во чинија. Убеден сум дека ако некој жанровски познавач го режираше овој филм, ќе паднеше многу повеќе крв на мене, односно ќе беше климакс за љубителите на храна, што всушност е дострел кој овој филм за жал не го достигна според мен. Филмот имаше својата премиера на Интернационалниот филмски фестивал во Торонто, а потоа се прикажа на Фантастик Фест, Цирих, Бусан, Атина, Рио, Рим, Токио, Виена, Тајпеј и Стокхолм, пред да биде дистрибуиран од Searchlight Pictures, односно Дизни, и заврши на репертуарите во киносалите и кај нас и на дигиталната платформа на HBO Max. Филмот има неколку номинации за Златни глобуси, но се сомневам дека ќе се доближи до некоја номинација за Оскар со оглед на тоа што овие крвави филмови знаат да бидат презачинети за преценетата палета на вкусови на пензионерите од Американската академија. На денешното мени имаме вкусен филмски деликатес кој има за цел да ги исмее недостатоците и на арогантните готвачи и на преценетите консументи, преку деконструираните јадења наменети да ги задоволат истенчените вкусови, но нема да ги остави со празен стомак и гледачите кои сакаат да вкусат брза филмска храна. Не заборавајте, не секогаш ќе го добиете тоа што ќе го нарачате од вашите филмски готвачи, некогаш знае да биде несолено, друг пат прелуто, некогаш исушено од пржење, некогаш недоварено, но кога ќе се погоди идеалниот начин на приготвување, дури и најпребирливите нема да може да одолеат на филмската гозба. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Menu од мене има 4 од 5. Доколку ви се допаднат 253-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!